Господине Христов, а зошто се одлучивте на формирање на нов фудбалски клуб во Струмица, насловен како МАК Струмица, имајќи во предвид дека имаме фудбалски клубови во нашата општина? Идејата не е нова, идејата е многу одамна, но еве сега дојдовме до начин и време да ја реализираме. Нов клуб затоа што сакаме да донесеме еден нов пристап во Струмица со работење со млади генерации, нов концепт на работа, сакаме да понудиме една нова методологија, нова програма и се надеваме дека има простор во Струмица, покрај веќе постоечките клубови, да понудиме нешто ново на пазарот, односно во спортот. Господине Христов, која ќе биде концепцијата на новиот фудбалски клуб кој што еве го најавивте наскоро дека ќе профункционира? Значи вака, ние сакаме да најголемо внимание посветиме на дечињата, односно да посветиме поединечно повеќе внимание на дечињата, што значи дека нема да ни биде приоритет бројката на дечиња. Интересот секако би бил добре дојден доколку би биде што поголем, но сакаме да обрнеме внимание поединечно на секое дете. Ќе работиме и по нова методологија, по нова програма, односно холандска програма во фудбалот, што значи доколку ги исполниме и минимум условите на таа програма, ќе имаме шанса во иднина по лиценца да дојде клуб од Холандија овде еднаш годишно и еднаш годишно нашите тренери да отидат таму на дополнителна едукација. Значи, сакаме да покажеме нешто ново и се надеваме дека ќе успееме во тоа. Кој ќе биде форматот на функционирање на МАК Струмица и со кои се генерации ќе работите откако ќе почнете да функционирате? Така, значи ние ќе почнеме, како што рековме, со најмалите. Значи тоа од 2005-2006 година генерација до 2010-2011, значи најмалите, каде што ќе почнат да ја чувствуваат топката, каде што ќе сакат да ги направат првите чекори во фудбалот, да јас сакам да понудам да тие дечиња го засакат фудбалот. Значи фудбалот да им биде прво забава кога се најмали, а подоцна да ги развиваат основните елементи на фудбалот, да ги учат техниките, па да се градат подоцна и како зрели и здрави луѓе, за еден ден да се радуваме на нив и да бидеме горди. Христов, предпоставам дека ќе биде само единка во таа екипираност. Каква ќе биде екипираноста на новиот фудбалски клуб со оглед дека една ластовичка сигурно не може да прави клуб? Така е, јас се радувам од тој аспект што засега кога ги правиме се уште подготовките, значи се уште сме во тек на подготовки, планираме за месец дена, можеби месец и половина да стартуваме со работа. Јас сега сум единка, но имам огромна поддршка како од овде од нашава држава, така и од надвор. Значи, покрај моралната поддршка, покрај тренерската поддршка имам и доста добра финансиска поддршка. Им благодарам на сите луѓе што се вклучуваат во тоа, посебно на луѓето што се надвор од државата, кои што влегуваат во нашиот клуб. Во однос на екипираноста не сум сам. Значи, имаме, ќе работат со дечињата, ќе работи на почеток заедно со мене и тренер од Скопје, кој што има долги години искуство, која привремено ќе работи на тренинзи, кога ќе биде овде во Струмица. Тој исто така има и кариера надвор од државата, што значи големо искуство и за дечињата и воопшто за клубот МАК Струмица. Во преговори сме со уште еден тренер од Струмица, но се уште не е договорено крајното, така се надевам дека за една недела и тоа ќе заврши, така да не сме единка, не сум само јас Христов како тренер во клубот, ќе бидеме повеќе луѓе. Тоа зависи пред се од интересот на дечињата. Каков ќе биде интересот, така ќе го зголемуваме и бројот на тренерите, но повторно ќе нагласам, не ни е предуслов како можеби некои екипи или школи кои што имаат услов да тренерите нели што поголем број на дечиња за да дојдат до други работи. Нас тој дел, зборувам за финансискиот дел, нема да ни биде приоритет од бројот на дечињата. Ние имаме нова метода и нов концепт како тоа ќе го работиме. И затоа велам, добре дојдени се сите, ние ќе се радуваме на интересот на децата доколку биде голем, но организацијски ќе постигнеме се што е во надлежност на да биде што подобро, но нема да ни биде приоритет да чекаме од тоа некакви приходи за да можеме да се одржаваме. Христов, не спомнавте.
каде ќе ги одржувате вашите тренинзи, односно каде ќе функционира Макс Струмица и колку неделно тренинзи ќе одржувате? Макс Струмица тренинзите ќе ги работи во село Куклиш, на нивниот стадион, на природна трева. Нема да бидеме овде, на вештачкото игралиште во Струмица. Правиме напори да организираме на дечињата веќе и организиран превоз. Набавено е дело до премата. Ќе тренираме со најмалите 3 пати неделно. Нема да настојуваме да тоа биде секој ден. Не значи ако работиме секој ден дека ќе бидеме подобри, доколку го направиме тренингот како што ние сме го замислили според новата програма и метода што ја имаме. Може тоа да биде и со 3 пати неделно кај најмалите, кај малку повозрастните можеби ќе вметнеме ден плюс и се разбира надпреварите што ќе ги играат дечињата. Надпреварувачкиот карактер е еден битен сегмент за сите дечиња во нивниот развој и кариера. Планирате ли да пријавите екипа под капата на Фудбалската федерација на Македонија, но и учество на одредени турнири? Токму така, надпреварувачкиот дел е најбитен дел. Значи, не можат само дечињата да работат на тренинг, а да не се надпреваруваат. Посебен акцент ќе ставиме на тоа, бидејќи почнуваме некаде средината на август, а веќе детската лига започнува во тој дел на надпреварувањето, започнува некаде септември. Ние можеби нема да форцираме веднаш дечињата да се надпреваруваат во детската лига. Со сигурност тоа ќе биде наредната сезона, тоа дефинитивно. За почеток ќе играме надпревари, пријателски надпревари, меѓутоа веќе имаме голема соработка со луѓе надвор од државата, со нашиот сосед Бугарија, па и подалеку имаме одлична соработка, каде што дефинитивно ќе одиме на куп надпревари, на турнири и тоа мислам дека ќе ни биде и поголем акцент за разлика од првата година надпреварување во нашата лига. Сигурно нема да го оставиме и тоа. Во тој процес ние ќе се надпреваруваме, ќе имаме голем број на утакмици, меѓутоа со пријателски карактер, а за следната сезона веќе сигурно ќе одиме со надпреварување од 2005 до 2010, зависност од генерациите како ќе имаме интересот, како што кажав, кај дечињата, така и ќе влеземе во детска лига, ќе видиме во кој регион. Што може да очекуваме и кои се плановите на Макс Струмица за воидина? Како што кажав на почеток, сакаме да понудиме нешто ново, сакаме да понудиме нов концепт на работа, нова методологија, нова програма, сакаме да посветиме големо внимание поединечно на секое дете. Да видиме на кое дете му е нешто најпотребно, да го отстраниме тоа што не може да го работи, односно да го надополниме, да го усовршиме и се надеваме дека еден ден ќе бидеме горди, а и сигурен сум на дечињата како ќе растат, како ќе се развиваат, како можеби ќе играат во подобри клубови. Се надевам, имаме планови иднина и ние понатаму да се шириме, да растеме. Засега почнуваме само со најмалите, меѓутоа како ќе бидат условите за понатаму е многу рано да се зборува. Меѓутоа веќе имаме цели, веќе имаме идеи да се развиваме уште повеќе од тоа што ќе почнеме. Ако застанат зад нас овие што сега се и финансиски поддршката што ја имаме, доколку и на нив им се допаѓа тоа што ние им го презентиравме, сега ќе почнеме исто така и целите, идеите и плановите на ФК Макс Струмица ќе ги презентираме веќе во недела во селото Куклиш, таму да им представиме и на родителите и на децата кои се нашите идеи и цели за работа. Еден ден мене ми е идејата да бидеме горди покрај веќе постоечките клубови, да покажат дечињата тие што не можат таму, што немаат прилика, да го покажат својот можеби талент што го имат, ние да го надоградуваме и еден ден да бидеме горди на нив ако ги видиме во некој поголем фудбалски клуб. И само за крај, господине Христос, спомнавте дека ќе работите по холандиска програма. Значи ли тоа дека наскоро ќе може да ги следат скаути од Холандија вашите деца кои што ќе работат во Макс Струмица? Вака, многу е рано за тоа да се зборува. Меѓутоа, бидејќи имаме веќе тренер кој што ќе доаѓа од Скопје и кој што ќе биде присутен со дечињата, а веќе има интернационална кариера, веќе тој многу ни овозможува да правиме такви контакти, да работиме на тоа поле. Сигурно дечињата дека ќе имаат, ќе ги гледат разни, не да речеме скаути популарно кажени, меѓутоа луѓе од надвор, ќе пробаме на било кој начин. Веќе имаме соработка и комуникација, како што кажав, со соседството,
Се надам дека тоа ќе порасне уште во поголема соработка. Не можеме сега да откриваме, рано е уште да се открива, да почнеме да видиме како ќе се движат активностите. Мораме, како што кажав, да ги исполниме тие минимум услови за холандската програма, па потоа да го дочекаме и тоа што го сакаме. Христоф, јас ви благодарам на ова интервју. Благодарам и на вас.